Јас. Те молам. Те молам, не кажувај ништо. Да си одиме веќе дома, Несрин. Веќе нема бегање, Керим. Зошто застанавме тука? Не е во ред во ова време заедно да влеземе внатре, Несрин. Ако не види некој, може погрешно да не свати. Добро, ама колку пати заедно излеговме од оваа куќа, Керим? Господине Керим. За сега вака е подобро, Несрин. Ти, додека да влезеш во дворот, јас овде ќе те чекам, ајде. Заедно ќе влеземе од оваа врата, Керим. И тој ден ќе дојде. Сега вака треба да биде. Добро, како сакате. Треба да можам да се контролирам. Треба да стојам подалеку од Несрин. Што значи сега ова? Барем да се оддалечиш некое време од овде, Берен? И свадбата... Па никогаш си велам камо да не мислеше толку на мене. Што значи сега ова? Значи да не ме мислиш. Камо среќа и Али да не го мислеше толку. Може би и неговиот живот ке беше поинаков. Али си замина од оваа куќа поради тебе. Дори и тато го притисна за да го испрати од овде. Ти носиш целосна одговорност, мамо. Значи, Али постојано чувствуваше семејна топлина. Добро, може би не успев целосно да го прифатам, ама јас не сум причината поради која си замина, Берен. Али е момче со бунтовен дух. Заради тоа тој не успеа ниту да студира. Али поради тебе си замина од куќава, мамо. Само што наполни 18 години си го спакува куферот и си замина. Во последно време почна се полошо да се однесуваш кон него. Заради тоа што во последно време неговите погледи и однесување кон тебе не ми се допаѓаат. Мамо, зарем не помисли дека може би мене ми се допаѓаа неговите погледи и однесување? Да, помислив. И заради тоа се обидов да го спречам. И гледам дека не си излажав. Али е човек што се влюбува бргу и воопшто не ти прилега. Воопшто. Мамо, те молам, престани да ме мислиш повеќе. Може би тогаш ќе бидам посрекна. Ке ме оставиш ли сама, мама? Сакам да спијам. Многу сум уморна. Добра ноќ, мама. Добра ноќ. Машала, каде си мати до сега? Каде беше вака облечена навечер? Мамо, нема за што да се грижиш. Смири се малку. Добра ноќ, мамо. Несрин, ако утре не ми кажеш каде беше денес, ќе те парчасам да знаеш. Мамо, кога ќе дојде време, само ти ќе бидеш господја во куќава. Мерием и Ипек само тебе ќе те служат. Ама до тогаш престани, те молам да ме прашуваш и задоволи се со тоа што ти го кажувам. Да, ти.
Кога дојде ти? Пред малку дојдов. Што е, како да си загрижена, има нешто? Не, нема. Да одиме ли вечер да го земеме оружјето? Полуда ли ти? Зарем во ова време? Да. Каде е оружјето? Синан, не можеме да излеземе во ова време. Каде е оружјето? Одам на кај чардакот, дојди и ти. Добре ноќ, душа моја. Добра ти ноќ. Ви благодарам што дојдовте. Несрин, дојдов овде, бидејќи не сакав напразно да ме чекаш сама. Зошто? Зошто, господине Керим? Таа е на возрастна ќерка ми. Треба да стојам подалеку од Несрин. Веќе не смее да се повтори ова.
оде ли ти? Зарем се оди во ова време по оружје? Смири се, што се возбудуваш? Ајде ќе не види некој, сега оди легни си. Ипек, слушај, веднаш да одиме да го земеме оружјето. Синам, оружјето е закопано во дворот позади куќата. Зарем ќе одиме да го копаме дворот во ова време? Ако некој не види, веднаш ќе повика полиција. Ќе не фатат и двајцата заедно со оружјето. Добро, тогаш да не одиме вечерва, ама треба на некој начин да средиме. Што стори мајка ти? Се врати дома кај Гнасата? Разговаравме. Уште неколку дена нема да се појави. Ама бидејќи нема каде да престојува, на крајот сепак ќе се врати. Синам, ти благодарам за се. Ајше, дај ми го бебето. Не ви го давам синот. Ајше, дај ми го бебето. Зарем не се договоривме со тебе? Сега ќе го земеш остатокот од износот, дај ми го бебето. Ајше, дали сакаш да се вратиш кај татко ти со бебев скут и без скршена пара во джебот? Или со пари со кои што можеш да создадеш нов живот и наместо син со девојче? Ајше, знаеш дека татко ти ќе те убие. Ова за тебе е шанса. Син ти ќе биде во сигурни раце, ќе има добар живот. Во ред. Бебето се вика Ипек. Се што сакам од тебе е да ја крстиш Ипек. Ајше, грижи се за Ипек. Таа мора да биде добро. Ти дадов пари за да ја обезбедиш добра иднина на неа. И ова е нашата последна средба. Во ред? Очајот ме натера на се. Си го продадов синот. Дали ќе биде проблем ако одам без да ги известам? Каде бе? Работа ли бараш? Барам работа. Барам работа на место каде што ти никогаш не можеш да најдеш, Акев. Немам место каде што јас не можам да влијам. И ти ова многу добро го знаеш, Джем. Абе ти белја бараш? Меѓу нас веќе не останаа никакви долгувања, нели така? Што сакаш сега од мене, бе? Да се изгубиш од ова мало. Ти кажав дека не сакам да те гледам јас овде. Оди си и спаси се од мене. Ти остана куќата на татко ти. Продај ја, купи си една кола и ќе работиш како див таксист. О, супер! Колку ти мене убаво ми мислиш. Татко да ми беше толку немаше да ми мислиш. Погледни ме, не си одам од мало тага. Ако си моќен, избркај ме, ете така.
Нема да најдеш работа никаде. Ќе умреш за јадење. Господја Селда. Добро утро. Добро утро. Се разбудив рано, си реков да направам бурек. Минатиот пат не можевме да јадеме, си реков овој пат да направам, искрено не е убав како твојот. Долго време не сум ве видела во кујната. И вие готвите исто толку добро колку што и јас, господја. Како и да е, да ја предадам кујната на собственичката. Да ви се позлатат рацете. На здравје нека вие. Кога успеа да ги направиш, кога стана? Не ги направив јас. Господја Селда ги направила. Господја Селда ли? Да, ако се суди по мирисот, мора да се вкусни. Да. Ајде, веќе да го подготвиме појадокот. Господја Селда го попарила и чајот. Мамичке, јас тебе те чекав. Што се случи, Душо? Ќе одам на поедок кај тетка ми. По последниве денови некако ми е нерасположена. Во ред, како што сакаш. Ако сакаш, однеси малку од бурекот. Бурек ли направи? Да? Не те гледаме во кујната често, мама. А и кој да ве слушне ќе помисли дека не се разбирам од ништо, сите знаат дека убаво готвам и вие добро знаете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, татичко. Јас излегувам. Зарем нема да појадуваш? Излегувам, ама имам работа во компанијата. Ама Селда направила бурек. Не сакаш да го пропуштиш тоа, тата? Зарем влезе во кујна ти? Леле, да слушна некој ќе помисли дека го спасив светот. Само една тепсија бурек направив. Мислам дека не треба да излезеш без да пробаш. Поред, штом толку си имаш измачено, ипек Душо, пред да го подготвиш појадокот, ќе ми донесеш едно парче од бурекот на господја Селда? Секако. Зошто, господине Керим? Тетка Миријам, господин Керим сака од бурекот на господја Селда. Мислам дека нема да остане на појадок. Секако. Веднаш ќе подготвам. Ајде сега ти сипај чај. Господјо Мерием, може ли денес јас да ги изготвам јадењата? Зарем ти ќе готвиш? Да, само со ваша помош се разбира. Сепак веќе работам во кујната. Сега за сега може само да помагаш.
А подоцна ќе можеш и сама да готвиш, ако те бива, нели? Отидав јас ке тетка ми. Добро, на излагување проверија Берен, види дали се разбудила. Во ред, мамечке. Се гледаме, ќерко. Се гледаме, татичко. А види, Керим, кој се занимава со реновирањето на помошната куќа? А зошто прашуваш? Дали Али ќе се занимава или веќе ја викнавте некој друг? Се разбира дека Али сигурно ќе дојде, ама доволно ќе биде главниот мајстор овде. Сега Али сигурно има работа преку глава, а и се знае состојбата на Шуле. Пак не спиеше? Не ме фати сон. А да се оддалечиш од овде малку за време на овој процес, Берен? Оди на одмор, и јас ќе дојдам со тебе. И тебе ли мама ти испрати? Да. Кажи на мама дека никаде нема да одам туба. Нема да може да ме оддалечи од тука. Не, односно да, мама ме испрати. Ама не ми испрати поради тоа, само да видам дали спиеш или не. Ама што ме прашуваш, сигурно се случило нешто. Мама се обиде да те оддалечи од овде. Мама ми кажа дека можам да магистрирам во Па странство. тоа е многу добра идеја, Берен. Да дојдеше порано со ваков предлог, мислам и јас ќе реагирав, ама знаеш дека сега состојбата е различна. Али се жени, не разбирам зошто да си одам од тука. Мама постојано се плашеше да не се случи нешто меѓу нас, сега веќе такво нешто нема. Добре, да не се нервира веднаш. Знаеш дека процесот ќе биде тежок за тебе. Али ќе се ожени и потоа ќе има и дете, плюс на работа ќе бидете постојано еден до друг. Не одам никаде туба. Треба да се справам со ова. Не можам цел живот да бегам од Али и Шуле, ме разбираш? Господјо Хандан, направив и од пржениците што туба ги сака. Леле. Браво, ма. Колку убави работи си направила. Благодарам, господјо Хандан. Ах, од каде излезе сега ова? Господјо Хандан, кој е ова? Господјо Хандан? Неколку пати ве барав, ама веројатно ви бил исклучен телефонот. Не успеа. Емине, Душо, ајде на работа. Джем, не е важно, но ќе ми дојде гостинка. Веднаш кажи што сакаш. Секако, имав проблем јас и ме отпуштија од работното место. Крај више немам работа. Верувајте, јас не бев виновен. Господјо Хандан, јас не сторив ништо да ве посрамотам, да знаете. Ама главниот мајстор ми викаше дека јас со врски сум влегол на работа. Човекот се закачи за мене. Джем, ми стигна гостинката, може да продолжиме подоцна. Не знаев дека имаш гостин, тето. Джем и онака заменуваше. Джем, подоцна ќе разговараме, ќе средиме, може? Секако дека може, господјо Хандан. Повели, Душо. Зарам ова не е полубратот на Несрин? Тој. Воопшто не го забележав на гробиштата, не ми личи на лош човек. Во споредба со Несрин и мајка и детево е вистински ангел. Зошто дошол? Бараше работа, го вработив на едно место, го избркале. Повторно ќе му најдеш работа? А, не туба, овој пат на вистина не можам. Да разговарам со тато, тогаш тој сигурно ќе стори нешто? Не може да бара работа од татко ти, да не го најдев и од мене не може да бара. Штом дошол тука, сигурно е во тешка состојба. Да разговарам со Але, тој сигурно ќе најде нешто. Што ти е на тебе? Каков е овој интерес за Джем? А не, Душо, само ми падна жал. И не треба да се заборави добрината на татко му.
Ајде види, што направила имена за тебе, дури и прженици направила, јади. Многу ги сакам јадењата на тетка Меријам, ама таа готви малку традиционално. Јадењата на имени се повкусни. Аман молчи Туба, да не слушне. Особено господја Султан. Веројатно беше ќерка му на Керим. Абе, не се глупирај, оди си, синко. Гледај си ја барата, океанот не е за тебе. Би те погледнала ли таа тебе? Абе, многу убава беше. Ха. Јас излегувам, мама. Зарем без да појадуваш? Не сум гладна. Керко, касни барем нешто, веднаш ке подготват. Веќе доцнам, бабо. Ке каснам нешто на работа. Што е на девојката? Веројатно се изнервира заради човекот што дојде дома. Не верувам дека е во врска со Назим. Таа има друг проблем. Ниту јаде, ниту пак се смее. Не е нешто важно, мамичке. Јас треба да одам до здруженијето на неколку часа, дојди и ти. Не, Туба ќе дојде, јас ќе најдам занимација. Во ред, тогаш јас додам да не доцнам. Господе Боже, што ќе правам јас во здруженијето? Се исплаши? Бев малку замислена. Ќе дојдам подоцна повторно. Како оди учењето, Ипек? Не можам да кажам дека учев. Ако сакаш да учиме заедно, подобро ќе сватиш. Затоа што јас ги запамтив сите теми. Не би било баш соодветно. Ќе ти ја средам собата од кога ќе излезеш ти. Што си занесен толку, Керим? Те поздрави во ходникот, ама ти не ме забележа. Добар ли си? Што е? Вчера вечер ја бакнав Несрин Каде? на брегот. Рече дека сака да разговара со мене во врска со смртта на татко и девојката беше многу тажна. А таа ли те повика на брегот таму? Точно. Девојката дома нема спокој, Хасан. Мајка ми не сака ниту да мрдне од кујната, се обидувам да се држам подалеку од неа постојано. Ама се некако одеднаш се случи. Верувај дека не беше испланирано ова. А како реагираше? Се налути, се збуни, што рече? Ми возврати и таа. Знаеш дека буквално почувствував како да ми се будат чувства кои сум заборавил дека постојат воопшто. Што ќе правиш, Керим? Ова веќе се врежа во тебе. Нема да биде лесно така да го искорениш. Можеби не можам да го искоренам, ама мора да го закопам во себе си. Не смеам да го уништам моето семејство и не можам да им го сторам тоа. Ќе се обидам да ја игнорирам Несрин колку што можам, од сега ќе се однесувам како да не постои за мене. Дали веруваш ти во ова што го говориш, Керим? А што ќе прави Несрин додека ти вака размислуваш? Дали одлучи ти за тоа? А што сакаш да направам, Хасан? Уште не сум ни свесен што доживувам точно. Сакаш да трчам по некое чувство кое не можам ни да го именувам? Во ред, ти ова го сметаш за минлива авантура, ама што ако не помине возбудата? Не можам да го растурам семејството за обична возбуда. Како ќе ги погледнам децата во очи, мајка ми како ќе ја погледнам? Се надевам дека ќе се одвива по твоја контрола. Инаку ќе ги пренасочиш чувствата и ќе се оддалечиш. Ама не кажувај големи зборови. Никогаш не знаеш што ќе ти донесе животот. Не знаеш што ќе ти приреди, пријателе.
Се гледаме, имам состанок сега. Ништо нема да се случи. Ова е само една минлива возбуда. Ништо нема да биде помеѓу мене и Несрин, сигурен сум. Несрин, Ха, јас нешто ми се уврте во умот од каде излезе ова со готвењето, Керко? Значи јас тебе до сега не сум ти дала да готвиш. ај мамо, што има во тоа, ти Господ? Слушај, вамо. Ти никогаш не скокаш вака пред да размислиш. Убаво те знам. Те познавам добро, Несрин. Подобро од тебе те познавам. А да не пукнеш, ма. Па како воопшто не ми падна на ум? Секако. Ја виде Селда како прави бурек и веднаш си рече да влезеш во кујната да готвиш. Малку остана, мамо. Многу малку остана. Оваа девојка нешто планира, ама да видиме што. Ке се дознае наскоро. Што? Што има? Напред. Дали сте слободен? Слободен сум, Шуле. Влези. Седни, повелите, молам. Мислам дека Али ви ја кажала убавата вест. Да, ви честитам. Ви благодарам. И кога е венчавката? Се одвива толку брзо што уште не одредивме датум, господине Керим. И ти веќе се сметаш за дел од ова семејство. И затоа да го заборавиме зборот господин, може? Што можам да направам за тебе, Шуле? Нема да ви одзема многу време, знам дека сте зафатен. Тоа не е важно. Ми се чини дека сакаш да ми кажеш нешто. Пред некој ден ви кажав дека сакам да се откажам од манекенството, се сеќавате? Да? Кога дознавте за понудата за работа на господинот Фарук, ми понудивте да работам овде. Али не сакаше да работи таа тука. Ама сега не можам ниту да ја одбијам. Точно ти понудив. Како што ми изгледа, ти си се одлучила за тоа, така ли? Да, ако се уште важи понудата, би сакала да почнам да работам овде. Се разбира, да. Зошто да не? Со задоволство. Сакав да те исплашам, мама. Секогаш кога ќе влезам во канцеларија и ти ќе доаѓаш, али? Те видов во ходникот и тргнав по тебе, Берен. Ќе ми кажеш ли нешто? Да. Те бараше ли Назим да не ти испратил порака? Не. Веројатно секое влегување ќе ми го поставуваш истото прашање. Да, Берен. Секој ден ќе те прашувам се додека Назим не заврши за дрешетки. Здраво! Не ми се јави дека доаѓаш. Јунака не дојдов за тебе, Али. Дојдов да се видам со Чичко Керим. Чичко Керим. Да, бидејќи сега сум дел од семејството, сакаше така да му се обраќам. Патем убава вест. Овде ќе работам. Берен Душо, би сакала со тебе да погледам неколку модели на венчаници, може би ќе ми дадеш идеја? Берен има важен состанок на кој треба да одиш, Оле. Така ли? Во ред.
Како и да е, сега сум тука, па ќе се гледаме почесто. Сакам да ги слушнам твоите идеи за свадбата. Ајде, Шуле. Се гледаме, Беран? Што значи почнувам да работам тука, Шуле? Нели разговаравме синоќа, али? Синоќа ти кажав дека не сакам да работиш овде. Ама чичко Керим... Престани веќе, Шуле. Буквално си играш семејство. Слушај, ова не е твоја игротека. И онака сме во присилна ситуација, а ти уште ми велиш дека ќе почнеш да работиш овде. Само се обидувам да обезбедам добра иднина за себе и за нашето дете, али. Сакам да се гордее со мајка си. Јас пораснав без татковата љубов. Чичко Керим ме трогнува татковскиот однос на господинот. За прв пат имав прилика да бидам дел од една ваква топла семејна средина. Може би од таа возбуда малку... Прости ми поради хормоните. Добро. Всушност ти мене прости ми. За момент заборавив на твојата состојба и малку се развикав, ама сепак не сакам да работиш тука, Шуле. Откако ќе заминеш на породилно, нема да се вратиш повеќе. Во ред, али. И воедно те замолувам да направиме едноставна венчавка со малку гости. Без избирање венчаници и слично. Зарем не претеруваш малку, али? Ми велиш дека овој брак е само формалност, а правиш секако што ти сакаш. Зарем ова е праведно? Забораве дека до моментот на бременост ние бевме нормален пар. Сега се однесуваш како да ми правиш услуга што се жениш со мене. Јас донесов одлука и ти си тој што ме врати и ми понуди брак, али? Дури да е формалност, јас сакам свадба пред моите блиски. Тета, Кажи, Злато, што има помеѓу тебе и мајка ми? од каде сега ова? Нема ништо. Последневи денови постојано сте напнати. Претходно почесто доаѓаше кај нас на доручек, постануваш и на вечера. Туба, мила, јас имам свој живот, се гледам со пријателите. Воедно знаеш и самата дека не се сложуваме со ештерката Султан. Значи нема ништо лично. Што ти е на тебе? Цело време се обидуваш да дознаеш дали има некој во мојот живот. Не, душо, не помислив на тоа. Не. Нема, душо, нема. Многу би сакала да има, ама ета нема. А да одиш на некоја забава за запознавање, например? Забава за запознавање. Што е па тоа? Слушај сега. Се собираат една група на жените и на мажени од избрани професии. Значи не може така секој да влезе во локалот. Влегуваат само тие што се на списокот. Целта и намерата се јасни, сите се сами. Ако некој ти се допадне, нема потреба да се прашуваш дали е женат или не. Да, нема ниту потреба да го прашуваш за името. Името му го пишува на беџот. А ти од каде знаеш да не беше на таква забава? Нема, душо, што барам јас таму. Зерен има постара сестра и таа било таму, знам. Не, Туба, не мислам дека се случува нешто таму. Ти мене остави, ме не го кажи ми што се случува кај тебе. Немам никого. И онака еден период не сакам ниту да има. Пред некој ден Зерен ја побарал некој нејзин пријател и кажал дека му се допаѓам. Е, и во кој век живееме? Добро, душо, момчето не те познава, се потрудил да дојде до тебе преку некого што познава. Ама тето не. Воедно ти имаш предност. Ај, јас не сакам. Јас сум си спокојна. И јас не можам да шетам по забави за да најдам некого. Размисли малку. Навистина размисли.
Со кое лице доаѓаш ти тука? Ајше, дојдов да разговарам со тебе како човек. Зарем не беше доволно тоа што ми го стори? Ми ги испрати твоите луѓе дома. Ама и ти не си цвеќе за мирисање, така ли? Не ми ја покажуваш фотографијата на Ипек, не ми кажуваш каде се наоѓа. Јасно е дека тука не живее. И да умрам не ти кажувам каде е ќерка ми. Кој знае што ќе историш? Слушај, Ајше, ако си одиш од овде, и ако сум сигурна дека си заминала, ќе ти кажам каде е син ти. Ама прво треба да бидам сигурна. Зошто сакаш да си заминам? Бидејќи ако не заминеш, Ајше... Ти што матиш, а? Што ти е твојата цел? Зошто постојано се обидуваш да ме исплашиш и да ме оддалечиш од тука? Ајше, ако не си одиш од овде, нема ништо да ти кажам за син ти. И тоа баш ништо. А воедно и пред да заминеш, ќе ми кажеш каде е Ипек и ќе ми ја покажеш нејзината фотографија. Дали сестра ви го знае сето ова, а? Дека сте смениле дете, дека сте испратиле луѓе во туѓа куќа за да ги натепаат. И што се уште не? Ги знае ли сестра ви овие работи? Слушај, ваму, до смрт нема да дознаеш каде е син ти. Ме разбираш ли? Ако некому кажеш нешто, ќе умреш копнејки по неговиот лик. Никому нема да спомнеш за мене, ниту пак за таа замена. Ме слушна ли? Ако бидеш паметна, може би ќе ти го покажам синот. Ајше, син ти не е многу далеку. Однесувај се соодветно. Ако ти не сакаш да го изгубиш синот, затвори ја муцката. Јасно? Дали Хандан ја кажува вистината? Постојано велеше дека син ми е во странство, а сега вели дека е блиску. Ај, повторно доаѓа проклетиот, Божја казна. Господе Боже! Ајше! Ај, нечестнико еден. Ајде, отвори вратата. Ти зарем не се срамиш да доаѓаш до тука? Не ме тере да те отепам тука. Остана вака со ова облека, отвори вратата, бе, гледа каков сум. И да ме запалиш заедно со куќава, нема да ти ја отворам вратава. Чекај. Да чекам? Каде отиде женава, бе? Ајше, отвори вратава! Божја казна, ма. Абре, ќе ми платите за ова и ти и ќерка ти. Аман, мојата мака ми е доволна. Абе, ќе ми платите за ова и ти и твојата ќерка, реков. Божја казна. Безобразна. Сакате ли нешто, госпоѓа Селда? Можеш да ми свариш едно кафе, Ипек? Секако, госпоѓа. Молам. Госпојо Селда, може ли да зборуват? Можам, повелете. Госпојо Селда, госпоја Нериман се разболе и ја однеле во болница. За жал велат дека е во лоша состојба. Тоа се случило? Респираторна инсуфициенција и пред тоа и се случило истото и тогаш ја однеле во болница. Разбирам, дали има некоја информација во врска со пријателите? Да, дознав и во кој град живее жената. Во Бурса била, ама се уште не ја дознав точната адреса. Наскоро ќе го дознам и тоа. Ова е многу важно за мене, знаете, нели, господине Селим? Дури една мала ми дава надеж од вас. Вие ќе направите се што треба во ред? Се разбира, знам, госпојо Селда, поради тоа и правам се што можам. Ќе ве известам јас за секоја информација. Во ред, ви благодарам многу. Во ред. Довидување.